се менува тоа ако да речеме во нашите генерации најмногу на цена, па и денеска да кажеме, меѓутоа стварно беа на цена програмери и слично. Сега се повеќе гледам се бараат добри менаџери, а никој веќе не одат толку многу млади на економски, многу повеќе отидоа на финки од причина што веруваат дека ќе имаат повисоки примања. И имаат, реално, тие што се вработени имаат од некој повеќе од некој просек, но со четвртата индустријска револуција работите се сменија, а таа е ChatGPT и вештачката интелигенција. За среќа имам фирма која што е баш во тој сектор, една од фирмите, и многу лесно можам да видам што ќе се случи и каде ќе се движат работите. И каде ќе се движат според тебе? По мене ќе има драматични промени. Луѓето не се свесни затоа што еве обичен пример да земеме, сите одеа дизајнирање на веб страни, да речеме така. Веќе тоа не е потребно да го прават, затоа што било кое младо момче од 12 години може со гласовна порака да побара за 5 минути ќе има веб страна направена од некоја од фирмите како ChatGPT. Веќе не е ни само таа, него има повеќе. WordPress дизајн, нешто такво базично. направи ми веб страна да биде плава со 4 банера од страна, да има open source и така натаму, нели сите тие работи. Сакам тој програм, сакам таков срч да има, тамо да биде поставен. Го добивате за неколку минути. Практично ќе треба некој што знае да комуницира со робот. Па ќе научат, не, тоа е прилагодливи се луѓето. Луѓето се баш еден сериозна алатка за која може да се прилагоди на секоја ситуација. И сега нема сите генерации да се прилагодат, но да се вратиме што ќе се случи, нели, професиите. За овие кои што сега учат и се една професија што сигурно паѓа у канта, да речем. Може нема да е ваканта, може би веднаш, нема, ама ја мислев дека тоа ќе се случи за 3 години. Тоа е веќе реалност во моментов. Јасно. Значи, од излагањето на ChatGPT веќе може со гласовна порака да се направи веб страна. Значи, можда компаниите уште нема да дознаат. Сака може би да се јави тој што ќе треба да објасни за клиентот како да изгледа, да се убедува. Јас пробувам нешто со ChatGPT, некогаш некој брейнсторминг да направи. Не само да не рекламираме, да. значи повеќе се веќе. Има повеќе алатки, ама еве конкретно правиме некои обиди, дава одредени работи во ред, ама треба да бараш повторно и повторно ќе треба некој човек кој што ќе се посвети на креирањето. И тоа е модел кој што постојано ќе работи и ќе се подобрува. И во еден момент веќе нема да бидеш потребен. Да. Мислам не ти или јас, само. Just a matter of time, тоа сакав да кажам. Некои професии проблемот ќе биде што луѓето не го гледаат тој чекор однапред. Значи, они треба, ако веќе тоа се менува, одма баре друго нешто. Значи, треба го предвидиш, треба да најдеш друго. Многу драматично многу професии ќе ги снема. Нема да ги снема вечер, ќе ги снема за 3, 5, 7 години. Ама и не е така далеко, што се 3 години? Најголем дел од нас ќе работат за 3 години, веќе или 5 мора да се приспособуваме кон тоа.